Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. Во Полска веќе започнаа свеченостите за одбележување на почетокот на Втората светска војна пред 70 години. Официјални лица од Европа и Соединетите Американски држави беа меѓу овјадниците кои учествуваа на комеморативните свечености во Северна Полска по повод одбележувањето на 7 децении од Втората светска војна. Претходно полските лидери уште пред зори присуствуваа на церемонија на полуостровот Вестерплейт кај Гданск во 4 часот и 45 минути, точното време кога од германскиот брод Шлесвиг Холстейн беа исфрлени гранати врз мала полска воена постројка, со што и официјално започна Втората светска војна. Полските политичари и верски лидери се потсетија на пожртвуваноста на нивниот народ во борбите против нацистичка Германија, а во текот на денот се одржаа и други церемонии во Гданск за оддавање почит на 10 милиони жртви од војната. Меѓу присутните беа и германската канцеларка Ангела Меркел и рускиот премиер Владимир Путин. Властите велат дека пожарникарите нема да имаат целосна контрола врз шумските пожари во Јужна Калифорнија до следната недела или по овогодишниот празник Ден на трудот. Повеќе од 3500 пожарникари се борат со, како што рече еден официјален представник, многу бесен пожар на планините во близина на Лос Анџелес. До сега пламените јазици уништија повеќе од 50 згради и повеќе од 42.000 хектари земјиште, од кога почна на 26. август. На повеќе од 12.000 домови им се заканува опожарување во време кога температурите се над 38 целзиусови степени. Пожарникарите се обидуваат да спречат ширење на пожарите кон Маунт Вилсон, каде се наоѓа историската обсерваторија и десетина телевизиски предаватели. Официјални лица велат дека ако пожарите ја зафатат опремата, може да бидат уништени круцијалните комуникацијски постројки. Властите во Калифорнија засега локализирале само 5% од шумските пожари. Либискиот лидер Муамер Гадафи со големи прослави одбележува 40-та годишнина од владењето со земјата. Улиците на Триполи се празнично осветлени, а портрети на Гадафи се поставени насекаде од билборди до балони. На прославите се очекува да присуствуваат и неколкумина светски лидери, вклучувајќи го и председателот на Венецуела Хуго Чавес и пакистанскиот премиер Јусуф Раза Джилани. Меѓу другите гости, вклучувајќи некои африкански лидери, веќе се наоѓаат во Триполи на средби на Африканската унија. Гадафи со години работеше да ја извлече Либија од изолација, а и додека Гадафи и либиците се подготвуваат да прославуваат, западните земји и натаму се лути поради неодамнешниот настан кога единствениот обвинет за бомбашкиот напад врз авионот над Локерби во Либија беше пречекан како херој. Шкотскиот суд го ослободи Абдел Басет Ал Меграхи на сочувствителна основа поради тоа што умира од рак. Председателот Барак Обама вети дополнителни 17.000 војници за Афганистан. Но јули и август беа најсмртоносните месеци од почетокот на војната во оваа земја. Јавноста реагира. На американците им е доста од таа војна. Околу 68.000 американски трупи треба да бидат на терен на Афганистан до крајот на годината за борба против бунтовништвото на Талебан. Но анкетите сугерираат дека воените напори стануваат се по-непопуларни меѓу американците. Ново истражување на ABC News и Washington Post покажува дека 51% од американците чувствуваат дека војната не вреди да се води, споредено со 47% кои ја поддржуваат. Само 1/4 од испитаниците рекле дека е во ред испраќање на дополнителни трупи во Афганистан. Во неделата главниот американски офицер, адмиралот Майк Мулен, призна дека јавното расположение го загрижува. Мисијата, кажа Мулен, доаѓа со голема цена, зборувајќи за 43-цата загинати американски војници само во јули, а можеби и повеќе во август. Обединетите нации велат дека и бројот на цивилни жртви во Афганистан расте споредено со минатата година за 25%. А во меѓувреме, генералот Меккристол ја заврши ревизијата на американската стратегија за Афганистан и многу е веројатно дека неговите оценки ќе бидат прифатени од председателот Обама, вклучувајќи и барање за повеќе трупи. Во Соединетите Американски држави има преку 1 милион бездомни деца. За да го сврти вниманието на овој проблем, 11-годишниот Зак Бонер пропешачил илјадници километри од неговата родна Тампа до Вашингтон. Еве неговата приказна.
11-годишниот Зак Бонар пешачи 1900 километри со цел да им помогне и да ја подигне свеста за децата бездомници. Мислам дека е несфатливо деца да немаат дом во оваа земја, овде во Америка. Тргнал од Флорида, а крајната дестинација му бил главниот град на САД, Вашингтон, каде зборувал за проблемот на деца бездомници. Се уште ме запрепастува бројот на луѓето денес кои не веруваат дека овој проблем воопшто постои. Вистината е што не само што постои, туку и се влошува. Зак додава дека има многу причини поради кои децата се без покрив над главата. Поради економската криза, ситуацијата се влошува бидејќи луѓето ги губат своите работни места, некои и своите домови. Има случаи кога родителите ги малтретираат своите деца и затоа тие бегаат од дома. На Зак му беа потребни 3 години да го заврши патувањето кое го започнал кога имал само 8 години. Го извел во 3 фази пешачејќи во просек по 20 километри на ден. Без оглед колку бил уморен, Зак бил упорен да го изведе до крај. Неговата мајка Лори пешачела заедно со него, а неговата сестра ги следела со автомобил. Навечер сите спиеле во донираното рекреативно возило, а попатно Зак посетил неколку засолништа за бездомни деца. Им помагав во градинарските активности во речиси се што правеа. Сакав да бидам со нив, барем еден ден да им го направам побогат, вели ова момче. Зак е добитник на бројни награди за својата волонтерска работа, вклучувајќи една од поранешниот председател Џорџ Буш во 2006-та. Следната година тој планира сличен проект повторно за помош на бездомните деца. Ќе беше речиси двојно повеќе од Тампа, Флорида до Лос Анџелес, Калифорнија. Утре во Ньюсфлеш, Квентин Тарантино во топ форма. И тоа беше се за оваа емисија Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон со потсетување дека многу повеќе содржини ќе најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.